Владата соопшти дека најниската пензија во март 2025 година изнесува 18.192 денари, додека просечната пензија е околу 26.258 денари. Ова покачување е резултат на најавеното линеарно зголемување на пензиите за 5.000 денари, кое се спроведуваше во 2 чекори во текот на изминатата година. Министерството за финансии истакна дека за ова покачување биле обезбедени дополнителни средства во буџетот, а целта е подобрување на животниот стандард на пензионерите. Од владата додаваат дека покачувањето е дел од долгорочната стратегија за стабилност на пензискиот фонд. Со исплатата на мартовската пензија се заокружи циклусот на линеарно зголемување, со што над 330.000 пензионери добија покачување. Владата уверува дека ова е најголемото системско зголемување на пензиите во последните децении и дека ќе продолжи да работи на подобрување на условите за пензионерите. Министерот за труд и социјална политика изјави дека, покрај зголемувањето на пензиите, владата нема да ја зголеми старосната граница за пензионирање. Таа останува на 62 години за жени и 64 години за мажи, со најмалку 15 години работен стаж. Сојузот на Здруженија на лица со дијабетес во Македонија апелира до Министерството за здравство и владата итно да се обезбеди испорака на сите инсулини и антидиабетична терапија во инсулинските аптеки, согласно потребите и бројот на постоечки пациенти. Сојузот на Здруженија со лица со дијабетес во Македонија исто така апелира до инсулинските аптеки да не нудат замена на терапијата, бидејќи таа треба да биде препишана исклучиво од страна на ендокринолог. Дополнително, ги повикуваат членовите да си помагаат со позајмици на потребната терапија без да прифаќаат нејзина административна промена во аптеките. Сојузот бара од сите засегнати страни да се најде начин за испорака на потребната терапија без административни решенија кои би можеле да ја нарушат контролата на шеќерот и здравјето на пациентите. Тие истакнуваат дека оваа ситуација може да се избегне ако сите процеси со тендерот се започнат на време, без одлагања или изговори. Председателот на Република Српска, Милорад Додик, изјави дека ја поминува границата на Босна и Херцеговина без никакви пречки и покрај активната потерница против него. Тој истакна дека патува со автомобил и никој не го запира на граничните премини. Додик додаде дека наскоро повторно планира да патува надвор од границите на Босна и Херцеговина. Политичката криза во Босна и Херцеговина се продлабочи откако судот на Босна и Херцеговина на крајот на февруари го осуди Милорад Додик на 1 година затвор и 6-годишна забрана за извршување на функцијата председател на ентитетот, поради непочитување на одлуките на високиот представник во Босна и Херцеговина. Обвинителството на БИХ издаде налог за апсење на Додик и други високи функционери на Република Српска, осомничени за напад врз уставниот поредок. Американскиот државен секретар, Марко Рубио, допатува во Брисел за клучни разговори со НАТО сојузниците, кои се загрижени за безбедносните планови на председателот Доналд Трамп во Европа. Европските нации и Канада се особено загрижени за приближувањето на Трамп со рускиот председател Владимир Путин и за пренасочувањето на американските одбранбени приоритети од Европа кон Азија и домашните граници. Овие загрижености произлегуваат од неодамнешни изјави на Белата куќа, зголемени тарифи кон сојузниците и коментари кои создаваат сомнеш за продолжена американска поддршка за НАТО. Марко Рубио ќе ги уверува сојузниците во континуираната поддршка на САД за НАТО и ќе ги адресира загриженостите во врска со безбедносните планови на председателот Трамп. Сојузниците очекуваат јасна комуникација за американските намери и стратегии, особено во светло на можниот воен намалување во Европа. Рубио ќе ги охрабри европските сојузници да преземат поголема одговорност во одбраната и да покажат лидерство во напорите за обнова на Украина и справување со заканите од Кина. Според најновите информации, бројот на загинати од разорниот земјотрес што ја погоди Мјанмар пред 6 дена достигна 3085 лица. Воената хунта која управува со земјата потврди дека над 340 лица се водат како исчезнати, додека 4715 се повредени. Во Мјанмар пристигнаа хуманитарни работници од 17 земји, а испорачани се речиси 1000 тони хуманитарна помош и опрема. Властите изразија благодарност до меѓународната заедница и медицинските тимови за нивната посветеност во спасувачките операции.